Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце, јас сум Јанко Илковски, вашиот уредник и водител. Вчера беше Свети Ѓорѓија, мене ми е куќна слава и простете што не можев да дојдам, пречекав драги гости. Иако ќе ми беше задоволство и со вас да споделам, морав да бидам домаќин синоќа и се надевам ќе најдам на разбирање. Она што ни останува, драги мои пријатели и пријателки, е дека во овие неколку дена имавме два големи значајни настана во Македонија. Едниот е избор за председател на Република Македонија, каде убедливо победи Стево Пендаровски и му честитаме на победата. А вториот е посетата, апостолската посета на папата Франциско на Македонија. Секако они ја нарекоа Северна Македонија, други ја нарекоа земјата во Скопје, ја посетил и така натаму, се уште оние остатоци од она понижување. Дури и тоа северно некако тешко се голта, но папата Франциско покажа многу доблест, многу професионалност и јас се надевам дека ќе имаме интересни коментари од вас што се однесува до неговата посета. Вим Вендерс е познат светски режисер и има направено еден интересен документарец за папата Франциско и не е лошо да го погледнете пред да се поведете на сите оние негативни муабети околу него и афери кои се вртат околу католичката црква и кои се однесуваат. Папата Франциско е човек од народот и не е роден со сребрена лажичка во уста и покажа прилично неформалности од папата Јован Павле II, кој починатиот кој беше жртва на атентат од бугарските тајни служби. Па еве, некако си се вртат работите, папата беше и во Бугарија, дојде и во Македонија. Сето ова што и како значи, аналитичарите ќе филозофираат. Мене искрено да ви кажам, мене ми е дури и дегутантно да говорам и за председателските избори, како Стево Пендаровски стана председател, за самите избори, но исто така можам да зборам дека македонската јавност и македонскиот народ и сите оние кои само себе се нарекуваат патриоти, па и не треба баш многу да им се верува. Зошто да не ви се верува? Не дека нема искрени луѓе. Има искрени луѓе, но промашуваат во своите предвидувања, назначувања и размислувања. А за сето тоа можат некои факти да проговорат прилично добро. На 5 мај се одржаа председателските избори и јас направив една мала анкета да го опипам пулсот на гледачите, на следбениците, какво е нивното размислување, за кого ќе гласаат, нема да гласаат, каков ќе биде исходот. Значи, ја не беше муабетот да ве прашам за кого навивате. Значи, буквално со фудбалски жаргон прашав, не ве прашувам дали навиваш за Јувентус или за Челси или за Милан или за Интер, еве за италијанско првенство, дали навиваш за Фиорентина, Наполи, Милан, Интер или Јувентус, туку те прашувам кој ќе биде шампион. И сега, ако ми одговориш дека Милан ќе биде шампион, тоа значи една работа. Прво си голем навивач и го сакаш клубот, окей, но си слеп и не можеш да предвидиш односот подалеку, да предвидиш што на вистина ќе се случи, или имаш проблем со перцепција на реалноста. Мислам дека последниве 4-5 години и вие гледачите и многумина кои се промашуваат во своите предвидувања, па можам да кажам онтолошки. Еве каква беше анкетата. На 5 мај, ова е неформална анкета, еве ги резултатите. Ја е повлеков негдека на 300 гласа, 400 гласа, дека ќе гласаат за Силјановски имаше 70%, дека нема да гласаат 23%, а дека ќе гласаат за Пендаровски 7,32%. Дали ова вистина или не,
заклучете си сами. Резултатите се отпосле. А анкетата си стои. Но треба да се анализира што во суштина и на вистина се случи. Стево Пендаровски, де юре и де факто, е новиот председател на Република Македонија. Ѓорѓе Иванов заминува во историјата после 2 мандата и мислам дека и покрај сите работи кажани за него, благодарам Режија, и покрај сите работи кажани за него, за мене останува еден од најдобрите председатели на сите времиња, особено со неговиот интелектуален капацитет кој го имаше. Многумина нема да се сложат, но знаете што, он не е величар, он не е од оние мене и чуво, не ми чуе, курнаско, малски, мангупски муабети, кои кај вас палат. Кога велам вас, зборам општата јавност. Например, Бранко Црвенковски многу го сакаа заради тој говор. Иако секако дека и човекот имаше и лоши, но имаше и добри работи, но како државник, освен муабетот, вискито, жените, и тоа создаваше восхит и восклик кај сопартиците и кај новинарите. Ѓорѓе Иванов е напорен човек. Мојата прва средба со него траеше 60 минути. Седев и ќутев додека ми држеше лекција од цивилизацијска култура. Она што е он професор, она што он го знае. Ја бев џашен, мислам, скоро се загушив од информации, количината на информации. Јас сум површен човек. Бидејќи сум политикант, бидејќи сум водител на хумористична, забавна, информативна емисија, и јас немам време да се продлабочам. Но Ѓорѓе Иванов инсистираше да ме продлабочи спознанијата за цивилизацијата, за Македонија и за некои суштински работи за битисувањето. Се што понатаму он правеше, знам од каде му потекне. Впрочем, и пријателите и непријателите негови, никој од нив не ги прочитавте неговите книги. Он има неколку книги објавено, кои се клучни. За жал, не се за оние патриотите само универзумот е постар од Македонија, ниту па оние ајбе ние сме никој и ништо, туку научник кој даде една многу сериозна анализа, кој има докторати, кој има почесни докторати од повеќе универзитети во светот, но секако во политиката и он е подложен на влијанија, а особено во неговиот кабинет, каде што му одредуваа со кого да се дружи, со кого да се поздравува, да не се поздравува, влијанија, шпиунчиња и така натаму, и така, странски и тоа, но тоа не е негова вина, човекот не е, како да ви кажам, не е удбашки тип да се занимава со такви џандарски работи. Он е научник и професионалец и државник и покрај се, за мене ќе остане број 1. Не затоа што бил избран од овој или од оне. Ја му ги знам делата. Ја му ја знам километражата. А тие што го нарекуваат фикус или молчаливиот и така натаму, апсолутно не се во право. Затоа што за се она што го прозивале, они тоа како се изјаснил и кажал и делувал во рамките на она што законот и уставот му го дозволуваат, а не да прави керефеки со лупање на маса и чашата виски до него. Тој мангуплок и курназлак на кој народот е навикнат, Иванов не ни го пружи, затоа и беше наречен со такви погрдни имиња. Стево Пендаровски не е толку суетен, барем мислам и дека го нема тој, мислам дека е поотворен и навистина искрено ги мисли оние работи која ги кажува. Сега колку ќе може он да се дистанцира од својата партија, и тоа е прашање, затоа што со дебели сајли е врзан за СДСМ, што значи ќе мора да ја одработува агендата, а не да делува автономно и самостојно. Но, не се секирајте, либералните, шарени медиуми, што и да направи, сето тоа ќе го покриваат како најпозитивно. Бидејќи, како визверса, најнегативното кај најпозитивното кај Иванов се испревртуваше како негативно, но
тоа е времето во кое живееме. Значи, тоа е едната тема, а другата тема е апостолската посета на папата Франциско на земјава, како вика, иако он барем имаше доблест да каже до овде сум во Северна Македонија, а многумина новинари па и политичари не можеа ни да го изговорат тоа, туку папата во посета на Скопје ја посети земјава. Која земја? Нешто неопределено. Ја замолувам режијата да ги даде телефоните и да ги отвори телефоните. Должен сум да прозвам некој од гледачите кои минатата недела се јавија и дадоа свои предвидувања во врска со председателските избори. Па ве замолувам, еве можност за ваша експликација за она што го предвидовте, да го објасните сега, што кажавте тогаш, и еве сега веќе малце со ладена глава. Секако и за двете теми може да говорите или за било која од овие две, но еве тука е главната насока за која можеме да проговориме. Што се однесува медиумски, може грид да го покажеме. Средба во католичката црква заврши посетата на папата Франциско. Еве што има изјавено, некои негови изјави ќе ги погледнеме. Беше градот прилично блокиран и пуст одеднаш, како сите послушни си останаа дома, но имам коментари за тоа. А папата Франциско вака вели: ако ви ги отсечат корените на вашата историја, вие младите ќе умрете. Мора да ги запознаете своите корени за да можете да се развивате и да одите напред. Ако на едно дрво му ги отсечеме корењата, тоа умира. Ако на вас ви ги отсечат корените на вашата историја, на вашето наследство, вие младите ќе умрете, порача денеска папата Франциско на меѓурелигиската средба со млади и со свештеници, нивни семејства и со богопосветени во католичката црква пред заминување од Скопје. Влезете во мудроста на вашиот народ, на вашите луѓе без срам и без комплекси, и ќе најдете еден извор на неочекувана креативност која ќе ви дозволи да ги видите патиштата каде другите гледаат зидови. Па за сите критизери, ако ова го трансформираме за сегашната мака што си имаме нашата идентитетска борба, силно одекна зборовите на папата Франциско. Океј, телефоните ги имате, за коментари ве очекуваме и се надеваме дека особено се надевам на оние што најавија дека после изборите ќе се јават во емисија со коментари во врска со она што се случи на изборите, дали им се остварија предвидувањата и ако не се остварија, зошто не се остварија? А јас само една работа ќе ви кажам и таа е следнава. Артан Груби изјави: Дуи избра спикер, Дуи избра премиер, Дуи избра председател. Значи, на некој начин кажува дека албанците се тие кои палат и гасат во држава, кој ќе биде на власт, кој нема да биде на власт. Мојот коментар е следниот. Тогаш, драги мои пријатели и пријателки, моите критики и вашите критики веќе не можат да идат на сметка на премиерот Заев, на сметка на владата, на сметка на СДСМ, туку се што она не чини или чини во земјава, оди на сметка во Дуи. Бидејќи Артан Груби никој не го демантираше, можеме да заклучиме дека навистина Дуи се тие кои владеат. Она што беше многу интересно е што се јавуваа во емисија пред изборите многу албанци кои вика: нам ни е преку глава, нема да гласаме, доста е од Дуи. Сето тоа можам сега да заклучам, јавете се да ме демантирате, иако чисто се сомневам дека тоа ќе се случи, но тројански коњи,
да луѓето помислат на вистина дека име због Тисано и на албанците и дека можеби ќе гласаат за Силјановска, а се во трик за да има цензус. Бидејќи имаше уште еден добар трик, например, се сеќавате дека рекоа дека посетата на папата Франциско ќе биде неработен ден. Па се повлекоа. И така народот не свати дека во понеделник ќе мора и вторник да биде на работа и не споија викенд, па со тоа уште еден придонес да има цензус. Лукаво, нели? Имаме гледач на линија, му посакувам добро вечер. Ало, Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете. Како сте, добри сте? Фала, добри сме, вие добри сте? Добри сме, добри. Многу сме радости денеска папата што ни дојде, што ни посветува, ни даде благослов. Треба да сме тако. И нека му е честито на Пендаровски. Пендаровски што го изјави, и ако го така остворува, сака му част. Дуру неговото синче постен да продолжи татковото председателство. А не треба да се омаловажува, Силјановска е голем човек. Така? Не ли така, Јанко? Никој не треба да се омаловажува, се согласувам со вас. Таа е голем човек. Не, така и испадна. И стварно па тоа што зборуваат сите, наводно, дуи, сигурно точно е тоа што народот предвидува. Јас се точно не можем, не гарантирам, ама народот така предвидува, така предлага, колку истина не знам. А да ти кажем, Јанко, Заев и Шекеринска запустија Македонија. Измето го сменја, аутопатот го сменја, аеродромот го сменја. Македонија омаловажија Северна. Па, мислам дека Артан Груби не се согласува со ви. Артан Груби вели дека сето ова што се случува, Дуи го прави. Па добро, не знам, они си знаат меѓу себе, Јанко, јас не можем да гарантирам. Па рековте вие конкретни имиња. Вие рековте конкретно дека Заев и Шекеринска сами све ова го направиле. Да, ти кажем, Парасторија Македонија е Северна. На што личи па, Јанко, Северна? Треба Република Македонија да се... Ја ви велам дека Артан Груби вели дека сето тоа Дуи го направило, а не овие двајца, вие што инсистирате. Јанко, па и ти тврдиш, Златце. Што тврдиш, дали е тоа точно или не? И не може човек да тврди да е точно. Јанко? Вие сметате дека Артан Груби не е во право? Не е човекот што може он да направи? Што го окривуваат? Не го окривуваат, нема окривување. Господјо, Артан Груби изјави. Дуи избра спикер, Дуи избра премиер, Дуи избра председател. Па добро кажа, па точно така, па точно кажа, во право е, сака му час. Па значи, не е Шекеринска и Заев криви, значи овие се виновни што го направиле све тоа. На што се лутите? Ние треба да ти кажем да имаме соживот, да се чуваме, да немаме омраза, ни со албанците, ни со нико. Добро. Знаете ли дека на лекар која бев некна едно момче горе од беше на лекар и тоа колку убаво зборуваше таму нагоре, како се викаше тоа? Не знам. Подсети ме. Не знам на што мислиш. Каршилјубенци. Не знам на што мислите. Каршилјубенци, тоа село албанско, како се вика? Не знам. Јанко, да си јавиш, уште не знаеш, молим. Благодарам многу. Сега, вие не знаете, не е проблем и не ве навредувам, сега ја да си ги јадам. Добро? Отворени се телефоните, ќе си ги јадам ушите, нема проблем. Пача ќе направиме од нив. Како од свински уши што се прават. Океј. Телефоните ви се дадени на располагање, слушам дека имаме друг гледач. Веднаш ќе го вклучиме. Добро вечер, повелете, во програма сте. Навистина воскресе за многу години, да си ми честитаме празниците. За многу години, повелете. Евака, што се однесува до посетата на папата, сакам да кажам дека нели покрај сите работи и омаловажување што беа да кажеме за Македонија, вакви сме такви мали и неважни, меѓутоа испаѓа дека со посетата негова дека сме многу големи. Не случајно речено дека Македонија е икона на Балканот, Македонија е црква на Европа, Македонија
е манастир на светот. Така да денес папата својата литургија ја имаше во најголемиот манастир на светот, во Македонија. Значи зборува Македонија, а не Северна Македонија. Дека зборува кој како сака, таа е запишана и во други духовни димензии. Значи во друг и во Библијата стои ова материјалното. Меѓутоа и ова што кажа дека обновувањето на старото, да кажеме, светилиште во Паљурци, и тоа многу значи, затоа што кога свети апостол Павле стапна на овие простори и оттука го ширеше христијанството во Европа, во неговото обраќање во првото и второто послание до Солуњаните, кај што им вели, кај што зборува за второто пришествие Христово, се обраќа со зборовите: вие да не се плашите, браќа и сестри, затоа што рече: вие сте деца на светлината. Ова сакав да го потенцирам, од каде е символот наш сонцето. Тој древен оган кој што сите нас не грее, а некому му пречи. И ова е уште еден показател дека во континуитет со векови, со јадници години се води борба помеѓу синовите на светлината и синовите на темнината. Меѓутоа, можеби и ова пак не е случајно, затоа што, еве, не видов никој телевизиве да спомене, денес, иако е ова круцијален настан посетата на папата, меѓутоа, во чест на светителот Свети Георги, денес има прекрасна литија, која што на 7 мај се одржува секоја година во Струга. Бидејќи е светителот Свети Ѓорѓија, нашиот председател, кој што сега му истекува мандатот, Ѓорги, кој секоја чест за сите овие години, овие 2 мандата, покажа, значи, исклучителни водечки способности покрај сите обструкции што му беа. Меѓутоа, јас се согласувам потполно со вас, кај што кажавте дека ваков председател, затоа што кој ќе почне неговото излагање, значи треба да се претвориме во уво и да впиеме се што ќе каже. Денес, како и секој пат, бријантен беше неговиот говор, мене лично ме воодушеви, значи дозирано, кажано се што треба. Се зборот ми беше, значи вчера го славиме Свети Ѓорѓија. Председателот наш е Ѓорги, а световното име на папата е Хорхе. А они тие што сакаа, нели, да го исмејуваат нашиот председател сиве овие години, па го нарекува и Хорхе. Па сега нешто 3 во 1, не знам. Хорхе, Ѓорги, Ѓорге. Така да ти благодарам на убавото јавување и убавите зборови. Еве ти за тебе да исплакнеш очи наместо стандардните, нели, веќе познати духовни фрески и икони за Свети Ѓорѓија. Една слика, едно авторско дело, една од најубавите слики по мене во историјата, еден автор што ги има направено за Свети Ѓорѓија победоносец, кој ја прободува ламјата, змеот. Ова е слика на Салвадор Дали од 1971 година. Кога ја објавив на социјалните мрежи, ниеден човек, значи не можам да ви опишам колку позитивни реакции добив, и прашање и ми поставија и приватно и јавно во врска со оваа слика. Салвадор Дали е еден од најголемите сликари во историјата, не на 20 век. Добро, благодарам режија, а ние одиме понатаму со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Вака, зашто кажуваат дека за Селјановска е жена на место, а второ и Ѓорги Иванов, он човекот застана право како преседател, како татко на нацијата. Зошто го исмејаваат тој човек? Тој човек добро кажа на папата дека ние сме во најтешка положба, а они со него си играат како што сакаат. Срамота. Тоа е се крива Радмила Шикеринска и оној другиот. Затоа и Заев, они се што прават они на нивна вода да бркаат сите. Затоа не е така убаво што се прави. Нас не омаловажуваат,
A vide on papata kako, ние сме го пречекали и што рече он, дека треба да ги слушаат по младите и дека ќе им се отвори тогаш вратата, а не они како што сакаат така ќе не играат. Толку ви благодарам, пријатно. Убаво е што ја почитувате Силјановска, инаку господја Давкова даде збор и ветување и се одзва на поканата да биде гостин во емисијава. Мене, дал ќе биде гостин или не, ништо нема да ми смени ни во животот, ни во кариерата. Но тоа требаше да покаже почит кон вас, почитувани гледачи. Она, таа вечер си седеше со прекрстени нозе во јавна соба и си правеше лайвстрим на Фейсбук. Значи, ни П од почит не покажа кон вас. А вие зборете што сакате. Толку можам да кажем само. Наместо можеше еднаш да дојде, но 3-4 пати си беше во јавна соба. За жал, тоа и ја кошташе. Наместо да биде со народ, да збори со вас. Јас сум небитен во цела ова приказна на Јади Бурек. Јади Бурек е на народот. Вие поставувате прашања. И ви реков, прашањата што ги пративте до неа, таа нема да може да ги одговори. И тука е една од причините зошто низиниот тим и советуваше никако да не дојде да гостува овде. А едноставно се согласија да овде, за да ја не кажам некој лош збор, па да ја направам некоја белја, као и ќе го држиме Јанко и неговата публика, да, ќе дојдеме, да не ни направи белја, уствари, ние ќе си идеме во јавна соба. Да. Инаку јавна соба, претходниот министерот Елизабета Канчевска-Милевска, еден воен магазин, со пари од Европската Унија, го направи као некој мултимедијален центар, кој ден денеска е дувло на шарените и една алтернатива на младински културен центар и си тераат некој свој идеолошки бизнис таму што се тераат. Ете, тоа е целата работа. А вие само продолжете си така. Но резултатите зборат нешто друго. Давкова. Еве, резултати од изборите. 36:59. А? Толку? Добро, благодарим. Добро вечер, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Ќе бидам краток. Вака. Значи, доаѓањето на папата не во од кои причини доаѓа во Македонија. 2001 година и сите војни што се прават во Европа и ни целиот свет, баш доаѓаат од таму. И сега тие ни се јавуваат како доаѓаат сега како демек миротворци и да смират ситуацијата во државата или било каде што се војува. А оствари тие ја прават војната, а после се јавуваат како миротворци. Жалосно што не можат народот да го препознаат. Кажано е. Рековте кратки ќе бидете или ќе влеземе у дебата? Молам? Рековте дека ќе бидете кратки да знам како да се спремам со режијава. Ќе завршите или сакате или ќе влезете во поширока дебата? Да, и сега уште малку. Значи пошироко ќе биде, а не како што рековте на кратко. Повелете. Значи, каде што пошол папата нигде не дал благослов, туку дал проклетство. Со неговото доаѓање проклетство само доаѓа. Замислете да доаѓа патриархот од Русија, Кирил ли се викаше. Замислете тој да доаѓа како благослов, тој може да дојде Извинете. Сега бидејќи си дозволивте, прво ми рековте дека ќе зборите кратко, па долго. И сега, предпоставувам дека тоа што го зборите за војните, вие ваш заклучок, бидејќи ја нигде не можам да најдам, иако сум новинар, иако сум национално определен и сум се докажал, дека папата ги предизвика војните. Втора работа, го спомнавте Кирил, он ако би дошол, никогаш не дошол, нити ќе дојде. Дали господинот Кирил можеше, рускиот, да посредува и да ја признае
Македонската православна црква. Можеш. Но тоа не го стори. Зошто? За да не се скара со српската и со грчка. Не, немој да ми зборите папата не чини, а овој чинел. Дали сте нормални луѓе? Затоа сме у deep shit. Фала ви за јавувањето и пријатно. Вака може а русите да сака, ке ни помогнеа. Не мрдна со прст, ни за кризава, ни за признавањето на црквата, ништо. И после се чудите зошто ние се вртиме кон Америка, зошто сме кон Запад. Затоа што не ферма. Немојте тие приказни, ние не сме ги поканиле. Луѓе мои, они не поканети иделе, кај шо им е нивниот интерес, они немаат интерес овдека. За жал, ја немам ништо против, ама фактите ме убиваат упој. Ево искрено да ви кажам. А што се однесува до папата Франциско, го почитувам вашето негативно мислење и имате право за такво нешто. Еве ќе видиме што ќе се случи. Беше и во Грција, беше во Бугарија, во Италија, не знам. Добро. Океј, одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Па први за председателските избори. Да, ве молам. Искрено, навистина искрено се надева да победи професорката Силјановска, бидејќи очекував да барем иницира, не дека ќе потполно придонесеше да заживе правосудниот систем во Македонија, но убеден сум дека ќе почнеше процеси навистина тоа да почне да се случува. Бидејќи факт е дека овој Пендаровски покажа едно крајно ниско ниво на познавање на било која материја. И човек сега јасно му што се случуваше 2001 кога он бил советник за национална безбедност и што се случи со државата во тие моменти. Човеков е буквално бос и од наука, и од политика, и од се. А Силјановска покаже дека е навистина светско име во полето на правото. И гревие што не победи. А ќе иницираше едни нови состојби во правниот систем на Македонија и велам, ако ништо друго ќе започнеше со изградба на ништо ново и ќе доведеше во ред право и правда за што се залагаше за обичниот човек, што навистина денеска не. Зошто тоа не се случи? Зошто не се случи? Јанко пред малку кажа, цитирајќи го груби. Македонците масовно отсуствува од гласање, бойкотира. Иако постоја повици, мотивации, мнозинството македонци не излезе, а македонци се баре 3 или 4 пати повеќе гласачи од сите други во Македонија. Мнозинството македонци одлучуваат кој ќе биде, но зошто луѓето не се мотивирани да излезат, тоа сам Господ знае. Значи, сметате дека бойкотирам им направи услуга на ДУИ, така ве разбрав? Да не биде моја реченица. Голема штета направи на Македонија. Движењето бойкотирам и го имаме овој сега несречник Пендаровски, кој е навистина многу голви бос во полето на науката и Силјановски требаше да каже кој му дал таа диплома од правниот факултет, бидејќи очигледно не има заработено со честен труд. Тоа е недвосмислено на неколку пати во дискусиите на Силјановска тоа можеше да се види. А со неговите дискусии што ги имаше по трибините, докажува дека човекот има многу малку познавање од науката, а доктор човекот на науки. Тоа околу тоа, што се однесува до изјавите на Груби, види Јанко, тој човек овозможи внукот да избега пособиството на Саздовски, значи внук му го ослободија, бидејќи човекот сега е влијателен во македонската политика. Кога беа немилите настави на Калето, тој беше иницијатор да се тепаат децата таму и за тоа не одговараше. Нека му е на чест, има влијание, има моќ и така е во оваа земја во моментов, а велам Силјановска да почнеше да со изградба на правниот систем во Македонија, работите ќе се сменеа, а сега ова ќе оди до недоглед. Иако дозволиш уште за посетата на папата. Како не? Повелете. Мислам дека арно што дојде човекот. Стар човек се потруди, дојде,
нема штета од тоа, но нема ни корист. Што има 1% католици во Македонија, ние сме православна земја, нема потреба се мачи да доаѓа тука. Ние сме православци од века и за сега тоа така ќе биде. Но, папите не придонесе кој знае што за ближување на православието и католицизм. Поготово папата Војтила, тој словенството го растури, а овој човек, не знам, настојува нешто да стори со католичката црква, каде што медиумите пишуваат дека 90% од свештениците се педофили, зоставувачи, хомосексуалци и така натаму. Самите тие го кажуваат тоа. Значи, што може да донесе, која порака во Македонија? Нешто добро од католичката црква, таа е во распаѓање. Масовно верниците напуштат, за разлика од православието кое уште се држи. Така што ниту бев, ниту ме интересира неговата посета, а иначе како возрастен човек, како свет човек... Сепак ќе се согласиме дека неговото политичко влијание е многу поголемо од што духовно, така што ја би го гледал од аспект како еден државник, председател на Ватикан, но секако и духовник на католиците и човек со огромно влијание и почит од највлијателните земји во светот. Зборам за Канада, Соединетите држави, Шпанија, Аргентина, Бразил, Франција, Обединетото кралство, тука, добро, Обединетото кралство не, Италија, така што мислам дека подобро е да го имаме за пријател од што за непријател, еве, вака, да сумирам. Тоа е точно, но и натаму работи на раскршумување и разлебитување на православие. Тоа е неприкосновено. Без оглед на убавите зборови и мед ако му се следи од устата, тој работи на разнебитување на православието и покрстување да се преведе во католицизам. Тоа стои, мислам, тоа сите луѓе кои работаат во таа насока. Добро. Ви благодарам за јавувањето, ви посакувам лека ноќ. Продолжете, гледајте да ги слушнеме и другите гледачи. Можеме да идеме со уште двајца, од самиот почеток од 20 часот сме со отворени телефони, две теми кои се прилично актуелни и гледачите можат слободно и за двете теми да се изјаснат, кои како му е волја и и насока. Малце ќе се убацам, ако не се согласам со вас, тоа не значи дека ви го ништожам вашето јавување. Ме разбирате, само право се обидувам да го направам поинтересно. Не дека мојот збор тежи нешто повеќе од вашиот. Напротив. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете. Па би сакал за две теми да кажеме. Првен за папата во Македонија. Се сложив со вас пред прошлиот кога се јави дека Кирил и човеков од Истанбул, леле, таму дека треба во Македонија да дојдат православни, не дојде никој. За жал убаво рековте дека никој не ги повика, они доаѓаат ако имат интерес, а најверојатно и немаат интерес за Македонија, што вака генерално и не ми е јасно, бидејќи ние сме православни и едни од 15 цркви во светот, се враќам поназад, но тоа не е ни битно. Они немаат некој интерес да дојдат и на крај крајва најголем дел од православните цркви не ни унаводници не ни почитуваат. Па добро е што дојде и папата во Македонија, даде една ситуација за Македонија, или сега во моментот Северна Македонија, дека горе-доле ја почитува како земја и тоа е започнато апсолутно. Иначе ова што се однесува до претседателските избори, господинот пред мене сега што се јави, дискутираше. Одма да ви кажам, значи не сум ни СДС ни ВМРО, апсолутно, бидејќи тие две партии, СДС и ВМРО или ВМРО и СДС, 28 години го уништија македонскиот народ, тоа сум длабоко убеден. Јас сум некој демократ, сега либерал-демократ, на крај крајва не е ни битно. Само сакам да кажам, ова господјата Силјановска, што не поводија господинот, ја многу жали, тоа е негова ситуација. Она била ваму призната, таму призната, на крај не успеа, бидејќи горе-доле македонскиот народ не ја гласа, а тоа што гласали албанците, јас ги гледам под една ситуација, бидејќи сега дискутирам за албанците, во 10 години гласа и за ВМРО, па никој тогаш не спомна дали е вака или така. На крај крајва не е ни битно, тоа се дел од македонскиот народ, албанци, турци и срби, се разбира и македонци. Они гласа за
Пендаровски, исто јас гласам за Пендаровски, ради тоа што не сакав да се врати меѓу другото ВМРО со овие нивни криминални ситуации кои не донесоа до простички став цел македонски народ, и добро е што не дојдоа на власт, тоа сериозно дискутирам. А иначе што се десува до господјата Силјановска, па да ви кажам нешто, она беше лево ориентирана, либерал, односно централно ориентирана либерална партија, па беше во еден момент за една господја која господинот сака да ја прости као ретко умна жена и така кажува за Бранко Црненковски дека бил мангуп. А мангуп во превод значи мафијаш, што и тачно дека е така. Меѓутоа не можеш да дискутираме дека Бранко Црненковски бил мангуп, бидејќи бил мангуп, па да не кажам и мафијаш. Она беше со него, мажот нејзин доби фришоп во Куманово, и сега она каже приказни за деца, и добро е, фала на македонскиот народ што она не победи. Сега она покушава да влезе во ВМРО и нека влезе во ВМРО, тоа се нивни ситуации, мене многу не мене секира не сум ни СДС, како ќе иде овој македонски народ. Благодарам за јавувањето. Би сакал ја една мала анализа пред да се исклучиме, рековме уште еден гледач пред паузата да го слушнеме и него. Значи само една мала анализа за изборите и не за Силјановска, туку за ВМРО ДПМН. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Аха, добро, окей. Тогаш ќе се спремиме, олабајте ги телефоните, ќе за 5-6 минути повторно во програма ќе се вклучиме. Значи, ајде да видиме вака, Википедија, браво википедијанци, имавме убаво интервју, веќе е објавено на Википедија неутрално и најобјективно што се случуваше. Ова е од Википедија, македонски председателски избори 2019. Од СДСМ Стево Пендаровски, од ВМРО Гордана Силјановска. Во првиот круг добиени гласови Стево Пендаровски има 322.587, Гордана Силјановска 318.347. Во вториот круг 436.212. Значи, преку 100.000 гласови повеќе има Стево Пендаровски во вториот круг. Но, и Силјановска од 318 има 50.000 скоро гласови повеќе одошто во првиот круг, или 377.000. Но разликата е скоро 60.000 и во проценти во првиот круг 42,87 наспроти 42,25, прилично близко, а во вториот 51,66 наспроти 44,73. Јасно е дека албанците со масовно изнегување и гласање и го помогна да биде убедлива победата. Иако Стево Пендаровски благо водеше, беше опасно да се остави така, бидејќи имаше опасност во сето тоа. Значи, да бойкотирачите излегоа, оваа бројка ќе беше повисока и можеби ќе имавме друга ситуација. Ако имало 60.000 бойкотирачи, па и добро си знаат. Од друга страна, Гордана Силјановска нити е ВМРО, нити е десно ориентирана, она си од либералната, жената си се смета за ненароден човек. Ја ви реков, во народна емисија како мојава не дојде. Еве, сигурно они ќе речат, бидејќи ја комуницирав со нив, например, господинот Пендаровски 2 пати му пишав во рок од половина час, директно и лично ми одговори да прифаќам, не прифаќам и така натаму. Силјановска 2 месеца не ми даде конкретен одговор, да конечно ми дадат после месец дена, дека ќе дојдат, и вториот месец едноставно изигнорира. Деновите, кога рекоа дека ќе дојдат, значи во вториот круг, во емисијава, да се соочат со вас, не со мене, јас сум гола вода за Силјановска и така натаму, туку со вас, почитувани гледачи, они одлучија да си седат во јавна соба. Како изгледаше во тоа јавна соба, тоа беше јадно и бедно и срамно по мене, затоа што имаше домакнато деца, ја живеам до јавна соба. Значи, кога завршив со емисијата, кога ја чекав тука, дојдов и вака гледав. Дечурлана донесена од Унија на млади сили, седат, ништо не разбираат, искачаат со пивата, седеа кај мене, јас и правев муабет со нив, си отидо и така натаму, она со прекрстени нозе, држиш.
Не се добива така. Не може народна партија, која е партија од народ. Но, што покажа? На страна Гордана Силјановска. Бројките СДСМ си доби, Стево Пендаровски, нека му е честито, вака или така, за уши истегнати албанци или кој, не е важно, важно си доби. Но се покажа дека ВМРО ДПМН се консолидира. 377.000 гласачи излегува во вториот круг. Ова е сериозна работа. Ако до сега беше партија во распад, која не се знае дали ќе ја биде, ова покажа дека партијата е дисциплинирана и дека има сила да направи нешто. Но не би ги критикувал толку бойкотирачите. Во самата партија се уште си имаат собствен проблем. Имено, дали се сеќавате колку СДСМ беа дисциплинирани при изборот на председател? Немаше второ, трето име, не се истрчаваа ниеден, јас ке бидам или јас ке истрчам или да. Во ВМРО ДПМН, пред било што да се договорат и да дојде, Владко Ѓорчев си почна кампања. Владко Ѓорчев да биде председател. Море, што се истопотарија на Фейсбук, лајкови, поддршки, Перо, Меро, Мери, Ацо, Мишко, Бишко, сите му дадоа поддршка. Кога видал дека партијата не му дава поддршка, дека членовите на Конгресот едноставно си гласаа, знаеја што им треба за овие избори, дека треба да малце покажат и за надвор, и дека се полиберални и така натаму, дека не се она што и на светот, не само дома. Почна, нели, ја ќе и помагам на Силјановска и така натаму. И сега еден обичен, неутрален гледач вика, па чекај сега, не ме правите будала. Сега не ми глуматај. Дали разбирате? Делува демагошки. Од друга страна, на неутрален, сада само му делува цврсто и како столб. Ние одлучивме, Стево Пендаровски, сите стоиме зад него. Сега сите што му дава на Владко Ѓорчев, па добро, еве, партијата, еве сега, ама се разводнува. Ви се разводни зборот и на новинарите, и на членството што го поддржавте. Море после се слика со Владко Ѓорчев, ние сме заедно ово, не помага. Не сме више толку глупи. Или ќе имате дисциплина, што ви недостасува во партијата, и затоа СДСМ и покрај големата поддршка и пари и така натаму, имаат некоја внатрешна дисциплина. Они која се колат, ретко кој дознава за тоа. ВМРО која се закачате, вие трчате на сите страни. Барем овие повеќето. Така што таа внатрешна дисциплина да остави впечаток на кохезија. А внатрешна борба сегде има. Сегде и секој има. Така што тоа е мојот личен впечаток и го задржувам правото и да не бидам во право. Одиме со краток блок реклами, се враќаме веднаш да продолжиме со главата. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.
Промедика Медикал Центар нуди широк спектар на специјалистички услуги. Тимот е составен од стручни лица, подготвени со своето знаење и искуство, да се грижат за вашето здравје и со помош на најсовремена опрема, прецизно да постават дијагноза и да одредат соодветна терапија. Заедно се грижиме за вашето здравје. Промедика Медикал Центар. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ке читат коментари, соопштени, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеш кон татковината. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски преку писмена реакција се обрати за резултатите од вториот круг на председателските избори. Во неговата писмена реакција се вели: Малцинската влада прогласи малцински председател. Уште еднаш се потврди дека председателските избори се нелегитимни. Македонската нација ги отфрли предавствата со Бугарија и Грција. Стево Пендаровски прогласи победа со историски најмалку гласови на председателски избори. Никој претходно не станал председател со толку малку гласови. Тој освои едва 38.000 гласови повеќе од 2014-та кога изгуби од Ѓорги Иванов. Вечниот Ахмети јавно тврди дека дои му испорачале меѓу 100 и 130.000 албански гласови и му ја донеле победата. Во прилог на ова тврдење е фактот дека Заев, Димитров, Шекерински и Пендаровски изгубија во огромен број општини со мнозинско македонско население. На вториот круг од председателските избори со сите притисоци излегува едва 844.365 гласачи, од кои 30.442 направиле неважечки ливчиња. 377.713 гласа за Гордана Силјановска Давкова и коалицијата на ВМРО ДПМН. Ако земеме предвид дека до овие избори од 1.800.000 запишани гласачи излегуваа во просек 1.100.000 гласачи, повеќе од 700.000 македонци се против Северна Македонија и хибридниот идентитет кој сакаат изродите да ни го наметнат. Македонската нација бара одговор што значи тврдењето на Ахмети дека победила консензуалната демократија. Ова е многу опасна теза. Што е пазарот за албанските гласови? Гувернер на Народна банка, отворање на македонската химна или не македонската влада може би ветила промена на политичкиот систем. Дали Заев и Пендаровски свесно прифаќаат слабење на македонската нација, додека албанската национална платформа се засилува на Балканот? Прашува Атанасовски. Тој потоа вели: да не си му во кожа на Заев и Пендаровски. Славата им се плаче. Треба да владеа, да подпишуваат, да продолжат со раздавањето на националните интереси, рече се целата македонска нација е против нив. Зад нив се уште стојат само оние кои имаат или чекаат некаква полза.
Знаат дека тоната нивните спонзори бараат да ги одработат предавствата до крај. Им се расветлува и разјаснува дека за секој ден поминат на функција порано или подоцна ќе платат многу висока цена. Нема простор за разочарување и повлекување. Не сте сами. Нашата борба допрва почнува. Ние имаме волја и знаеме како да се избориме за татковината, порачува Атанасовски. Македонската алијанса е во право кога тврди дека се потребни предвремени избори со претходно изменет изборен модел со едноизборна единица и отворени листи. Македонската нација си го бара легитимитетот назад и да го предаде на пратеници кои ќе имаат интегритет, знаење и храброст за тоа што ќе следи. Новата политичка доктрина е силни нации, доста е отрули компромиси на наша штета. Македонската династија треба да се возобнови со сите национални атрибути, никогаш северна, Македонија вечна, вели председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Визијата на Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја. Издание на Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓордж и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, ке чита коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеш кон татковината.
Драги мои пријатели и пријателки, да, седнувам во столица, се оцркалувам полека, топло е во студиото и признавам, пуштено ми е грејење, дома спијам со кебе и пуштена ми е греалката. Не сум као овие моиве колеги јунаци, кои спијат со тенко чаршавче, само погајки и ништо до гревање. Мене ми е ладно, дури и во кола кога доаѓав наваму, го пуштив грејењето. Зимурлија сум сега, што да правам? Ладно беше денеска и ветер дуваше. Добро, ништо страшно. Ја паметам концерт за 1. мај на Лепи Сол на плоштад, каде што сум избрзнал како никогаш негде почеток на 80-ти години. И се продолжуваме со вашите јавувања, имаме две теми, посетата на папата на Македонија и председателските избори. До сега имавме навистина добри јавувања, па имавме и критички јавувања, но нели, како и да е, треба и мене да ме разберете. Малце и реагирам, например, ја разбирам да го критикувате папата, но ја имам во фамилија и луѓе католици. Знаете, кога некој би ми го критикувал мене, дедо Стефан, дури и со право, ја би се чувствувал навреден. Така што, знаете, може на Добро, окей, нема да ви го скратувам правото, но разберете и мојата реакција на се во ова. Сепак, се надевам ќе се разбереме. Во ред, тоа не значи дека треба да се гушите ако сакате нешто да кажете. Само да не биде вулгарно. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Јако, поздрав на тебе и екипата. Насуче одама не сум се јавила. Да. Ве слушам. Речи секоја вечер. Две теми. Први, ајде ќе кажам во врска со посетата на нашата земја, на папата, демокатоличкиот папа. Јас мислам дека во врска со посетата на папата е повеќе политички отколку верски. Но се искористи шансата и верски да има литургија, да има посета на католичката црква, на Мајка Тереза, домот и така натаму. И тоа е добро. Мислам дека ќе влијае ова многу во понатамошниот тек на нашата земја за напредување на нашето членство во НАТО и во ЕУ. Ќе видиме до први тоа што ќе биде, како ќе биде, наредниве месеци ќе има поголеми сознанија во врска со посетата на папата. Во врска со изборите, сакам да кажем, јас не би се согласил, Јанко, дека љуби тоа што го рекол, е така. Јас мислам дека обврска е на секој граѓанин во Македонија да излегува на сите избори, и локални, и парламентарни, и председателски, така да кој помалку, кој повеќе излегува. Например, во моето изборно место има 1600 две изборни места се, 1600 гласачи на двете. И првиот пат, првиот круг имаше 203 Пендаровски, 180 Река, 3 гласа имаше господјата Гордана. Вториот круг сега 406 имаше Пендаровски. Те молам, не ми ги кажувај цифрите, затоа што јас инсистирам да бидам прецизен, а прецизните јас ги поседувам овдека. Така да не се занимавај со бројки, бројките ја ги прочитав официјални. Така да коментирај си само слободно. Значи, кај нас се излезеле околу 25% во нашето изборно место. Така да, мислам дека треба да се помириме за тоа, кој колку излегува, што излегува. Битно е што голем број на наши млади луѓе се надвор. Не мислам само на албанци, мислам апсолутно на сите граѓани во Македонија. Што сакаш да кажеш, каде се надвор? На улица? За каде што чмаеме, Западна Европа. Така. А зошто сме таму? За подобар живот, фала Богу. Па нели променивме претходно не чинеше, сега е подобар животот. Зошто продолжуваат да и си одат? Па веќе почна тоа уште последниве неколку години почна да се излегува.
да видиме, јас се надевам дека сега наредниот период, до крајот на годината, осетно економијата ќе осетиме во напредни чекори. Така Значи, да, ти оправдуваш ова што досега 3 години не мрдна работава. па не е баш 3 години, ако ова да е на 1 јуни ќе направи 2 години, така? Добро, 2 години. И оно до сега беше запатено во врска со името и во врска со членувањето во НАТО. Значи, чим се занимава со име и од тогаш немаш време за економија, предпоставам. Беа запатени многу во врска со ова, таквото макното, може, не може, имаше многу средби, многу време се потроши. Јас мислам дека сега веќе на владата останало само економијата да Знаеш, нигде во свет некој не би трпел 2 години да му е лошо заради да не направи со економија. Но очигледно ние можеме да истрпиме. Имаше напредок во бенефициите на народот, имаше, речеме, радиотелевизската претплата, па некои даноци, ефтина струја, и не знам што уште други работи има, што за мене не е толку битно ово колку што битно е економија. Се во врска со председателските избори да кажем уште нешто едно. Внимателно ги слушав дебатите на сите троите кандидати, но ќе одем само на вториот круг сега, ако оде. Многу ме нервираше господјата Силјановска, Давкова, во врска со оно право и правда. Кој е тој председател, освен некој што се во светот, со устав, така наредени, да донесуват правда и правдина, кај нас знаеме кои се ингеренциите на председателот. И од каде господја Силјановска ќе донесе правда и права. Се знаат кои се ингеренциите на председателот, а Пендаровски ме удушеви. Прв пат кога слушав, ја не знаев кој е што е, добро, бил чул понекогаш така. Ама кога каже дека вози југо, овој човек вика мора да е за народ. Што не вози некоја огромна кола, а функционер, бил советник и Червенковски, советник и Трајковски и така натаму, и се во НАТО ли каде е таму секретарен, што е, не знам. Мислам дека голема разлика имаше меѓу него и Гордана Силјановска. Гордана Силјановска многу употребуваше лош речник во јавноста. Она не да користи се лош јазик, нешто прљав да имаше. Меѓутоа, многу стручен јазик, она кај просечниот граѓанин, многу стручен јазик употребуваше. Така да, многу луѓе тешко да ја разбрале нејзе и затоа и не доби она. Да посакам на Пендаровски добар живот, среќа во работата, да биде за народот, да биде продуктивен, да не застапи надвор како што треба, да ги прими надворешните луѓе што си доаѓаат кај нас како што треба, така да одиме напред и јас мислам дека за 5-6 месеци ќе се слушаме Јанко. Добро, благодарам многу за јавувањата. Ќе е многу вака од СДСМ и од власта, многу верба и многу ќе. За жал, теренот ве демантира. Нема, оваа емисија нема ниту еден спонзор. Не затоа што не е популарна, затоа што сите кои сум ги посетил ми се жалат дека последниве неколку години прометот, заработувачката им е опадната преку 20%. Оние пак кои имаат реклами, ми се фалат дека рекламите ги добиваат исклучиво со рекет. Колку сум ја во право, не знам, нели? Но времето ќе покаже. За 6 месеци треба да сме виделе некаков економски успех. Добро вечер за следниот гледач. Дали се слушаме? Имаме некого на линија, повелете. Бабичкова пропусејал. Добро. Добро вечер. Добро вечер, господјо. Добро вечер, Јанко.
Повелете, говорете. Се слушаме? Да, не прашајте, говорете. Чим ви реков говорете, почнite да се изборите се што сакате кажете. У вези изборите. Изборите се исправни, заслужени и нема што да даваме коментари. Сакаме да одиме во Европа, децата ни сите таму отидоа, а ние сме тука старите и зошто се толку против и зашто омаловажујат политичарите, Заев, овој, оној. Исправно е, изборите се заслужени. Од мене толку пријатно. Бидете поздравени, се јавувам од Куманово. Чао, пријатно. Чао. Чао, режија. Чао. А ние одиме ведно со следниот гледач. Одиме со следниот гледач, двете теми. Од 20 часот се отворени телефоните и имавме доста јавувања. Секако се трудам максимално да ви дадам простор да се искажете. Затоа емисијата не е 45 минути, туку е 2 часа, малку повеќе, за да навистина имаме добра представа што народот и како размислува. Добро вечер. Добро вечер, господине. Добро вечер, господине, и вам. Повелете. Јас се јавувам од Тетово во врска со темава за председателот би сакал да разговара. Океј, повелете. Па јас видов тука дека Артан ме слушате? Да, не прашујте веќе дали ве слушам, не, дали, значи се слушаме, ова не е само до вас, до сите. Штом почнете да говорите, слободно говорите, народот, јавноста ве слуша. Е така, добро. Јас само сакав, ако ми дозволите, јас само сакав да истакнам дека председателот на државата не го одбра господинот Артан Груби, туку го одбрал народот. Ме сваќате? Тоа е мојот став личен, значи господинот Пендаровски го одбра народот, а не господинот Артан Груби. Значи тоа не е во ред, тоа вие да го покажувате пред јавноста. Благодарам многу. Јас се извинувам. Дали е во ред или не, вашата партија, вашите сопартици, никој не излезе ова да го демантира. Ова е вест која јас не ја објавив. Срамно е мене да ме критикувате за нешто што го објавија сите медиуми. Со која дрскост се јавувате? Зошто не се јавите кај медиумот што го објави ова? Ова е изјава на Артан Груби која ја објавија сите медиуми. Каква храброст! Мене ми се јавува. Ама, за жал, тоа е тоа. Вие, почитувани гледачи, донесете си заклучок. Значи, ја не измислувам вест, ја не сум ја произвел оваа вест, оваа вест е извадена од сите медиуми кои се генерираат како вест. Еве, јас само, додека говори следниот, ќе прикажам кој све ја објавил оваа вест во меѓувреме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Епа, оваа вест јас ја прочитав во вечер, убаво пишува. Вика, тој одбра председател на собрание и председател на државата. Убаво во вечер пишува текст од Груби. И да не се ситна е таа, меѓутоа да се надоврземе за папата. Епа тој дојде на покана од председателот Георги Иванов. Затоа што он кога се состанува во Рим и вика дека 2,5 сата зборувал со Георги Иванов. Он имал на програма од 20 до 40 минути, меѓутоа со председател Георги Иванов 2,5 сата, како и овој на Кина председателот, и он долго време се задржал. Меѓутоа, да каже дека дојдење овде во Македонија како личност, како представа на држава, Ватикан е држава, во Обединетите нации како Ватикан држава,
и он е дојден овде и да ни каже, може и он да греши, и нели на грешките се можеме да се поправиме, ама ние да не знаеме дека он вика да не се прогонува народот, населението. По Македонија прогонет дури со брод дури во Аргентина прогонети македонци. Тетин ми се јавува после прогонувањето, вика сега се навоѓаме во Буенос Ајрес. На Буенос Ајрес е добра клима. И за тоа да не се занесуваат луѓево дека Македонија геноцидно е од сите комшиски држави е како прогонета, бидејќи они не признаваат малцинство. И тука да се знае дека тие се фашистички определени и нема шо не признава малцинство и да Русија што викате дека не помага. През 140 години Фроид Достоевски, кога пишувал книгата Злостор и казна, он кажува Русија ја објави војна на Турција и ја победи за овие држави Македонија, Бугарија, Грција, овие Црна Гора, Србија, Хрватска да си направат држави и да живеат демократски. Демократски да живеат, меѓутоа ќе помине време, ќе плукаат Русија, ќе се свртат кон Европа, кон Америка. А овој Франсуа Митеран исто така потврди. Вика овој мир, што он беше председател од 72 до 84. Он вика, ако оваа сега што живееме, овој мир е благодарение на Црвената армија, значи втората помага. И црквата, што рекол овој владиката не признава, негово мислење како Иринеј Српски, што не признава Македонска и Црногорска, а ние како држава Македонија сме биле империја и други работи, да не омаловажуваме и овие што се сега кажуваат дека Македонија сега новороденче Северна Србија, Северна Македонија, а постојат 4 страни, значи не писмено настапуваат. Исток, север и запад. Многу сте обширни, значи историја на светот не можеме во неколку минути. Ја ви благодарам и за ова изјаснување, го почитувам вашето мислење, секако иако имаме различно, ви благодарам многу. Продолжувам понатаму, само претходно пред другиот гледач да кажам кој све ја објави оваа вест. Прво ја објави порталот Вестник, ја објави Алфа, ја објави Точка, објави Вечер, објави Слободен печат. Со слични наслови, но Груби, Дуи и Ахмети се победници, без нив не ја бива работата. Ја ве замолувам, немојте да мислите дека можете мене да ми држите лекции, што ќе пренесувам, бидејќи ја пренесувам она што некој друг. Ја не измислувам вести. Едноставно, ви пренесувам. Впрочем, и изјавата на Македонска алијанса иде во моја полза. Простете ако не ви се допаѓа, но ќе се обратите на тие што ја објавиле веста. Има таму подпишано новинари. Јас сум тука да ги слушнам само вашите муавети. Ако имате фрустрација, немате храброст, доблест и слични блокади да се расправате со вашиот партиски моќник, со локалниот партиски моќник, со јаките медиуми, да си ја смирите совеста преку мене, ја нема да ви го пружам тоа задоволство. Должно почит да си го кажете мислењето. Но ако сакате да ве почитувам, ќе мора да ме почитувате и мене. Ако јас ги прекршам законите, вака ме чекаат, ќе ме искубат како кокошка за 3 дена. Совет за радиодифузија и останатите законски. Затоа сум внимателен и знам што правам. Добро вечер за следниот гледач. Па ја овака го третирам ова што се изразува овој Артуан Груби. Ова е као на стара слава, знаеш, има они благослов од Америка и такви работи за да владеат со државата овдека и он може сега да се пали дека они се заслужни.
ама не е така. Ја мислам дека они напротив обструира овие избори, максимум работа да нема цензус у државата или едноставно да не победи никој, за да дојде до овој собрание што е главен. Значи, само тоа беше целта. Инаку, овој Али Ахмети даваше изјави у ова филхармонијава таму за јавно сатир за американците тоа го даваше. Значи, да чујат американците јавно дека он си јасно е гласајте за Тео Пендаровски, да речеме, и така навака. Всушност, учреджилниците, директивата беше друга. Што помалку да излезете Илич и воедно се гледа по цензусот во Западна Македонија, каде што се претежно они поеќе бројка рамковниве, и гледам дека таму нема поеќе од 28% излезеност нема. Значи, може да гласале од овие, од Песа, некој од ова, од она, од туи, не верувам дека гласале. Ја мислам такови поеќе се фали, само сака да си крене рейтинг меѓу своите и ништо поеќе. Што се однесува до папата, па да ти кажам искрено каква соработка имаме со браќа православци дека на Балканов, да ти кажам искрено, ја не сум многу религиозно ориентиран, али водата втече на така мириса работава, дека полека едно стадо, друго стадо, трето стадо. Гледам веќе на Косово се работи, на случај гледам доста имаше гости од Косово, што значи интересна работа таму. Тргнала работата веќе и така. Не знам друго што да ти кажам. Чекај малце. Ако може мало до објаснување, не знам дали ве разбрав добро. Кон што е тргната работа ова со посетава на папата? Кон што води? По вас? Па види вака сега 2001 година кога имавме немири. Све знам, добро. Не, што ви беше поентата? Да, па само да поентата е поврзана со ова. Значи, некој од албанците таму кажува, новинарите ги прашуваат, тие кажува, вика, па ако треба и католици ќе се пишеме. Аха, мислиш дека доаѓа, дека се случува покрстување на муслиманското население во Македонија? Бидејќи има они јака поддршка од американците во 2001 година, знаеме се, тоа е фарсице другото, ама знаеме дека американците им помогнаа многу. И тогаш што ни даваат такви изјави, значи фул, ако треба и католици ќе се пишеме. И веќе по Косово гледам доста знамења од Косово, тука доаѓаат, веат знамења, папа, да живее папа. Полека и нашиве се асимилираат полека во смисол на револт. Кон ова е Кирил што го спомнуваше ти русот, бугариве овде комши, србиве и овие долни јужниве соседи. Нечем да ги кажам по име. Значи како се ние нема више кога си изолиран, кога никој не те призна, никој не те сака. А овој ти пружа, да ви кажам искрено, реално си збориме, ама сите пари од државата што влегуваат во оваа држава све од Сакаш да кажеш дека ние може да влеземе во некој вид на унијаство како бугарите и грците што влегоа, да го прифатиме календарот и да останеме православни, ама така малце по приближување спрема Ватикан да имаме. И Западот на тој начин. Да. Значи покрај све, и религијски ќе се преклониме према нив, бидејќи од нашиве ни собраќа дека православци ништо немаме пајдени. Нема, они се силни противници, не го сменија ставот спрема Македонија, ни Србија, ни Грција. Знаеш како викаат, кај тој што те сака, таму да одиш, нема љутиш, тоа е тоа. Но ова е многу интересно што го кажавте дека многу албанци, сметате дека албанците исламот колку и да го почитуваат идат во католицизмот затоа што тој ги отвора вратите кон Запад и кон подобар живот. Албанези по Италија што се тие таму фамилии. Но во Албанија традиционално Албанија е мултиконфесионална земја и католиците се прилично јаки во Албанија. Мислам Драч кога го гледав како да го гледам Дубровник, едноставно не личеше на некој исламизиран град, напротив, на италијанско ренесансен. Полека, оние ќе се вратат у католицизмот, нема бегање, тоа е вистината, тоа е факт. Така размислуват. Фала ви многу за јавувањето. Пријатно. Одиме со следниот гледач веднаш.
Имаме гледач, звонат телефоните, веднаш штом се создадат технички услови, добро да го слушаме, значи режијата да го слушне, дали добро се слуша, и ќе го вклучи кај мене во студио. Ало? Ало, добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Прво ајде да видиме со Гордана и со случувања што беа со председателскиви избори. Има една работа, проста и едноставна. Ако се има податок дека ќе јадеме живи луѓе и ќе запослуваме наш кадар, ги запослија преку 20-30 илјади луѓе, ставете пута 4, колку е разликата? Сметате дека администрацијата масовно гласа за тој што е на власта, така? Апсолутно. Па ако ви кажам сега да ви го земам столчето или ќе гласаш за мене, а 4 глади усти, 5 имаш позади тебе, ќе ви кажеш. Со 2 руки. Добро, во ред. Мислам, тука беше најголемиот проблем што му се дозволи толку многу да се замавта Заев во врска со тоа. Што се однесува капацитетот на Пендановски и на Силјановска, мислам тоа е 10 према 1. Професорката го уби во појам, во секој поглед, во стручност зборам. Значи во стручност. Што се однесува до тоа, тука се гласовите кои беа дадени, значи од администрација и дел земени од други места, маси подпомогнати со бойкотира можда и гласовите на албанците. Ал тоа е минорно. Гласовите на албанците се 100.000 преку сила, а другите 200.000 или 300.000 се македонци. И тука не станува збор за некоја си ова што Груби го изјавува. А што се однесува до посетата на папата, нашиот македонски писател или како да го наречам, значи едно големо човече рече пиреј, а пирејот има корен, а папата говореше за коренот македонски, кој го сече заедно со компанија. Корен. И сега викам, како може некој да не свати зошто е папата тука и зошто папата му кажува не го сечи коренот до крај, остае некоја фиданка да заживее. Зашто ако го изсече... Ти благодарам за јавувањето, значи ова е објавата и на изјавата на папата Франциско кој вели: ако ви ги отсечат корените на вашата историја, вие младите ќе умрете. Мора да ги запознаете своите корени за да можете да се развивате и да одите напред. Ако на едно дрво му ги отсечеме корењата, тоа умира. Ако на вас ви ги отсечат корените на вашата историја, на вашето наследство, вие младите ќе умрете. Порача денеска папата Франциско на меѓурелигиската среда со млади и со свештеници. Јаки зборови, мора да се согласите, нели? Може би целата подоста да ја прочитам, окей? Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Good evening, Janko. Good evening, my dear customer. How are you? Very well, thank you. And how are you? Not bad. For old men. I just want сакам да кажам само за папата. Човек дојде овде добро, не е тоа лошо што дојде. Ама јас сум ВМРО-ец од баба од дедо. И не се кријам, се викам Косте Јовановски. ВМРО-овците прилично биле врзани со Запад, да ти кажам. Никогаш. Не. Никогаш. Стварно? Добре, ајде. Никогаш не се врзани, него сето ова што стана сега со албанците победија. И многу ми е тешко. Не знам, I don't know what to say anymore. Папата is coming here for a reason. Because овие не се свесни и, како се вика тој Пандаровски и Заев, дека Македонија ќе се додели. Она му шеташ село знаменја, I'm from Australia. Село, all the flags
Albanians. There is no Macedonian flag. И нашиот народ бойкотира, не знам зошто бойкотира. Да не бойкотира, се ќе добиеме ово. Сега, ова наша земја, не мислам дека ќе постои повеќе. Све ќе ни уништа. Ти благодарам за јавувањето, жалам што имаш такви лоши мисли. Знаеш како? Еден ВМРО-вец, вистински ВМРО-вец би рекол, Македонија и во потешки мигови успеала да обстане, благодарејќи на тоа внатрешно чувство што секој во нас го носи, што се чувствува како македонец, без огледа дали сме повеќемина или помалку такви. Историјата говори спротивно на себе ова што го говорите. Можат да бришат, можат да не преименуваат, можат што сакат да направат, се додека има еден мохиканец кој вика јас сум мохиканец, тој ќе биде тој, последниот мохиканец. Влезете во мудроста на вашиот народ, на вашите луѓе без срам и без комплекси, и ќе најдете еден извор на неочекувана креативност која ќе ви дозволи да ги видите патиштата каде другите гледаат зидови. Дел од изјавата на папата Франциско. Мене лично ми се допадна овој дел од изјавите. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Јанко Милковски, поздрав имаш од тето. Папата потврди дека православието доаѓа од југ. Да не те тепаа пак? Ако ме пикнат големи чуда, шо? Ама не да. Јас сум научен. Ја каратер се инаву, каратето имаш и чутеки и тоа, разбереш? Добро. Може да добиеш и да... Ајде. Добро. Вака. Папата потврди дека православието доаѓа од југ. Како в север, какви глупости. Разбереш? А да разговараме на другата тема, како беа изборите, ќе се смееш, господине Роберт. Ова е Јанко. Роберт, Бранко, Станко. Нема гајле. Кажи, ајде. Иста сорта сме, ајде. Пушти после некоја музика. Ке пуштиме. Како беше тоа? Ке пуштиме. Шо сакаш? Ја кажа песмата, православие долази, православието доаѓа од југ. Кој га пеше? Иза Чорба или... Добро. Ај сега кажи нешто, шо сакаш да кажеш? Сакам да кажем дека после 7 сат пак не е ова срамота Арта Груби да му каже на Пендаровски дека му дужи 60.000 гласови. Чекај, бе, не е жива срамота сме, видели луѓе Божи. Жива срамота сме. Што изработале, како изработале, ја појма неам. А ја ти кажем, овие гласови на господјата Гордана чисто македонски. Ти благодарам многу. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Како сме со тајминг, господјо режисер? Не се закачај со режисер. Знаеш она, кога ќе му речам на гледач, не се закачај со мене, последната е моја. Ама ја не смеам да се закачам со режисерот, зашто последната е не така. Гледаш? Или може да ми отфикари главата и да ми стаи глава на некој теле. Не мораш. Веруваме дека знаеш. Одиме со уште еден двајца гледачи и да пуштиме музика, нели бара? Добро вечер, повелете во програма сте. Добро. Ало, добро вечер, Јанко. Добро вечер, господјо, повелете. Ама Јанко ваму зборби со други. Ако, збори се ти со тие другите таму. Ама ја сака со Јанко да зборба. Па ете го Јанко таму, збори. Така. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господјо. Ама не ми се јавуват, Јанко. Ке и текне, мора да и текне. Нема глупи луѓе. Ја сака со Јанко да зборба. Сега ќе збориш со телевизорот или со телефонот? Добро
Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господјо. Јанко, да ти кажа една песничка. Да ми ја отпееш. Може да ти кажа една песничка? Може, кажуј. Еј, слушај, Јанко. Бог да и бие дебрани долнограѓани. Шо постанале азби, по таја река Радика, по тие села Рисјански. Оделе што ми оделе, до Анун до Мраморина. Тамо го нашле Стојана, лепа невеста со него. Стојана го заколиле, невеста му заробиле. Тргнале патем да одат, оделе што ми оделе, невеста патем постана. Тогај дебрани е рекле, невеста око калешо, што толку патем постана. Дали ти тежи ѓерданот или ти тежи труото? Нито ми тежи ѓерданот, нито ми тежи труото, туку ми тежи меракот. Кога го Стојан колевте, крва право во мене гледаше, крвави солзи ронеше. Еј сега, Јанко мој, чедо моје, ние ќе рониме крвави солзи за нашава татковина Македонија, што ја изгубивне. Господјо, од кај, чија е оваа песна? Мадам? Мадам, госпожа? Сега? Од кого е песнава? Од кого е песнава? Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Ајде, ептен постара жена беше, па толерирав, иначе знаете дека немаме време околу да толерираме. Звукот од вашиот телевизор мора да е исклучен, инаку ќе звучите слично како господјава, ќе се збунувате. А понекогаш луѓето ќе се изблокираат, па тешко и капираат што се случило. Океј, одиме со следниот гледаш, добро вечер. А го слушам телефонов со откорна за тоа. Звони газ се прави. Па добро, и онака се утепавме од разговори, навистина морам да ви заблагодарам на интересот, морам да ви заблагодарам на дебатите, интересни бевте, без оглед дали се сложуваме или не, немој да си го земате тоа при срце, како што се трудам и јас, сепак ако реагирам нешто, тоа не значи дека навистина и тоа така, мора малце телевизијата да има и глума, да има актерство, за да биде поинтересно. Луѓе и меѓу себе, нели, зафаќаме некоја поза како ово, оно, одошто кога сме интимно сами. Така што и телевизијата си бара некое позерство, иако некој глумат спонтаност и така натаму, работата е да не биде премногу нападно. А за да не биде здодевно, мора малце, нели, да скршиш некој јајце, ако сакаш да направиш кајгана, ако не, нема што да се јаде, нешто вкусно. Океј, драги мои пријатели и пријателки, можеме да одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа да видиме неколку работи да ги акцентираме, кои можеме и утре да продолжиме да ги разговараме. Режија, повелете краткиот блок, најкраткиот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец.
голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Визијата на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Сепак, драги мои, ке испаднеме коректни. Вашите јавување и вашето внимание е пред се приоритет за нас, така што оние некои пошарени работи ги оставиме утре на почеток. Имаме уште 20 гледачи, па да им дадеме можност и простор и они да си го искажат своето мислење. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Повелете, господје. Вака, поздрав. Ја слушав емисијата цело време, ја гледам. И сакам само да прашам, или да им кажам на луѓево, со кој Мерцедес денеска го возеа папата? Не, господјо, папата си дојде со собствен автомобил, тој е Fiat 500, мал автомобил, еве можете да го видите. Ова дури не е ни Fiat, ова е електричен автомобил за голф. Да, ова е папа мобил, ама со Мерцедес што го донеса од авионот кога се стигна од аеродром до куќата. Тоа не знам. Чекај малце, биди малце на линија, режисер, може да го потврдиме оваа изјава? Ама со Мерцедесот, така? А од аеродром кога пристигна? Со Мерцедесот. Со Мерцедесот. Да, господјо, со Мерцедесот пристигнал од аеродром. Инаку, он секогаш се вози со меѓународот со папа мобилот негов, точно. Меѓутоа, еве сега, дали го гледаат тој нашите паметни луѓе што се сега на власт, зошто да биде сега Јанкуловска Гордана да треба да оди у затвор или некој друг да биде осуден, зошто? Ете го Мерцедесот тука, денеска го возеа. Гостинот. Го возеа. Така ли? Така е. Фала. Молам. Пријатно. Знаеш како ти се вика? Сила Бога не моли. Одиме со следниот гледач. Инаку Груевски издава книга, мислам денес или утре, нити сум поканет, нити нешто имам во врска со книгата. Знам дека само кога беше книгата на Љупчо Ѓорѓиевски, Саша Политико му ја промовираше, па може би и он исто и оваа ќе му ја промовира, појма немам каков е планот со неговата книга. Во секој случај, одиме со последниот гледач за вечерва. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас би сакал само малку да
продискутираме во однос на денешната посета на папата, по-конкретно врзано со мајка Тереза. Така, повелете. Години наназад, јас ја почитувам жената географски дека е родена во Скопје, меѓутоа нејзините дела, начините како и што работела, луѓето ја имаат протумачено на повеќе начини. Повеќе би се задржал на топонимите, односно називите кои со години како ни се наметнуваа. И како клиничкиот центар стана мајка Тереза, како автопатот Скопје-Тетово стана мајка Тереза, како кај Шпанските скали во центарот имавме една плоча прво мајка Тереза, па се направи спомен куќа мајка Тереза, па имаме на плоштадот Битпазар стоковна куќа Илинден или мост, од позади кај што е споменик од бистата Скендербек, како едно бетонско пано направено со мотиви од албанскиот културно-историски момент, и лево во ќошот фино стои како ореол еден мајка Тереза, сето тоа го гледа. И во една прилика има прилика во Приштина, Косовското собрание во холот на едниот зид, па може би 5 метара и повеќе, 10 метара на 5, е ликот на, така многу пати ги прашував, чив лик може да биде во тоа собрание. И сите сметаа дека тој лик е на Бил Клинтон или Америка и така натака. Не. Ликот во холот е на мајка Тереза. Ало, се слушаме? Да. Ако е тоа се, ја да ви се заблагодарам, илустриравме со посетата на папата на спомен домот за мајка Тереза, изграден од господинот Божиновски, за чија изградба имаше многу контроверзии, многу подсмев, многу омаловажувања, но еве, објектот си функционира и си добива почит од сите оние кои треба да ја добијат почитта. Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам, почитувани гледачи, уште еднаш за вашите јавувања. Ми представува чест што се јавувате и што дебатирате овдека и што си ја преземате оваа емисија. Знаеш, би сакал вака и земјата, и животот, и здравието да си ги контролирате, како што е оваа емисија. Колку и да се трудам ја да ја направам ваква или онаква, сепак вие сте кои ќе го одредите тонот. Ја само, еве, на послужавник денеска викам, има вафли. Што ќе мачкаме на вафлите, тоа е веќе ваша работа. Ако ја речам денеска кајгана, дали ќе биде тоа со сланинче или ваква или онаква или ова или она, тоа е ваше. Ко речам бурек со сирење месо, со прас или пица или ваква или онаква, вие ќе одредите. Ја сакам, иако не ја конзумирам, но сакам сладкиот бурек. Зашто бе нема пица, бурек со нутела? Што фали со тоа? Ништо, почнав да одлепувам после 2 часа и ја не можам да се контролирам. Забегуваме. Време е за одјавување. Режија? Режија, дали чув... Не, сакав да прашам, дали има гледач? Не, добро, окей. Имам само една содржина, да ви кажам како ја доживав вечерва емисијата, а сакам да ви го покажам, па може да го ставите тоа и во нашето политичко милје или во здравствениот наш систем. Например, ако треба на некаков начин да илустрираме нашите животи во ова политичко милје, јас би го дал следна снимка. Но попрво не би ја ставал во политика, за ова би го најавил вака. Секако, мајта птераме. Ова е новата опрема која ја добија на клиниката за вадење камен од бубрек. Без тон или со тон, се исто, еве, како можност да се забавувате и да се ослободите од тегобите на вашите бубрези.
Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.